Истрагите за соравија, криминалите во државна лотарија и бегалецот Груби, струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, аферата прислушување, тапкаат во место или пак се движат споро со брзина на желка. А за некои афери нема ни истрага, туку само проверки. Последниот скандал со прислушувањето од минатата власт, ни државниот обвинител Куцевски, ниту шефот за организиран криминал Абази не мрднаа со прст. За бегалецот и функционерот на ДУИ Артан Груби и криминалите во државна лотарија од јавното обвинителство информираа дека истрагата е завршена, но понатаму не може ништо да се направи, бидејќи осомничениот е бегалец. Во тек е и финансиска истрага против осомничените и покрај тоа што надлежниот јавен обвинител ги издаде сите потребни наредби за распишување домашни и меѓународни потерници за двајцата осомничени кои се во бегство, меѓу кои лицето кое го наведувате. Полициските органи се уште трагаат по нив и тие не се достапни за да може да продолжи кривичниот прогон. Се водат истраги за луѓе блиски до врвот на ДУИ СДСМ, но се далеку од судска разрешница. Ристо Крмзов, бизнисменот од Струма и кумот на зајави кој е под сомнение за тешки финансиски малврезации, издржува 30-дневен притвор во шутка од јуни годинава. Се уште тече рокот од 6 месеци за обвинителството да му поднесе обвинение. Според обвинителството, заедно со него приведени се вкупно 22 луѓе, од кои 8 се инспектори на УЈП, 4 се сметководители, а останатите се негови роднини и пријатели, кои биле директори на неговите фирми. Тие се осомничени дека со фиктивни купопродажни договори земале поврат на ДДВ кој не им следувал. Станува збор за криминал од нешто над 90 милиони евра. Освен притворот, судот му ги замрзна сите лични сметки и целиот имот на Крмзов, но и на неговите фирми. За тендерите во РЕК Битола им се суди на 37 луѓе и фирми. Обвинетите на суд негираат дека направиле криминал вреден 6,5 милиони евра во државната компанија ЕСМ со набавката на адитиви за РЕК Битола, Реко Сломеј и ТЕЦ Неготино. Една од истрагите која што е далеко од завршница е и случајот на компанијата Пуцко Петрол и за набавката на мазотот за ТЕЦ Неготино. Осомничениот Асмир Јаховски, синот на пратеникот од ДУИ, излезе од притвор без да е завршена истрагата. Скопска апелација ја прифатила гаранцијата од над 2 милиони евра и му определи мерки на предпазливост. Во акцијата приведен е и Радко Капушевски, исто така собственик на компанија со бензински пумпи.